Добро вечер. Гори Блискиот исток, а светот стравува од нов ценовен шок. Неколку стотици македонци се заглавени и чекаат евакуација од загрозените подрачја. Но нема целата емисија да ја посветиме на оваа тема, бидејќи додека САД и Израел војуваат и во Македонија се тресе политичката сцена. Се врати бегалецот Артан Груби. Јавноста е најмногу заинтересирана за тоа кој е следен по него. Тој знае многу. Прашањето е дали ќе проговори и кого се ќе повлече од функционерите на СДСМ. Ќе зборуваме за извештајот на Томас Вајц, каде што повторно се отвара дилемата за уставните измени и европскиот пад на Македонија. А уште поинтересно е и прашањето за модел од земји од втора лига, со побрз пристап до единствениот ЕУ пазар. Со моите гости ќе анализираме дали ова е почеток на вистинска пресметка или само уште една епизода без завршница. По воведниот прилог се враќаме назад во студио. Со мене вечерва се Јове Кекеновски, универзитетскиот професор, и новинарот и коментаторот Цветин Чилиманов. Останете со нас. Бегалецот Артан Груби може да стане соработник на правдата, односно заштитен сведок, а со тоа плејада функционери од минатата власт може да завршат зад решетки. 7 години во коалиција со СДСМ, па сега прашањето е, ако проговори, кого ќе повлече со себе. А може би тој ќе се извлече, а како резултат на тоа ќе се расчистат еден куп милионски афери и ќе се полни буџетот со украдените државни пари. Господин, што се вратите? Дали се чувствувате виновен? Чувствувате ли вина? Кукиниот притвор предизвика лавини реакции во јавноста. Ајде, о кинг, ајде, о шеф, ајде, о кинг. Ти е кинг. Реагираше и министерот за правда, но судскиот совет и советот на јавни обвинители веднаш се изземаа како ненадлежни. Дури и законот да вели дека само обвинителот ја носи одлуката за домашниот притвор, сепак по толку прашања на јавноста, овие две тела како највисоки во хиерархијата на судскиот систем требаше да проверат и да одговорат пред граѓаните зошто и како се одлучи за сомнеж на државен грабеж тежок 8 милиони евра, Груби наместо во шутка да се седи дома. Во меѓувреме тече постапката за избор на нов државен обвинител, што ќе донесе новиот шеф, коренита промена или ќе се раскомоти во фотелјата и ридовите од предмети за висока корупција ќе останат во фиоките. Пред јавноста сведочеше и екс-специјалната обвинителка Кадриу. Таа отвори прашања за постапките на обвинителството на Катица Јанева. Треба ли новиот обвинител да ги провери наводите и да отвори истрага? Во фокусот изминатата недела помине и извештајот на Вајц која поттикнува дебатата за уставните измени. Дали власта треба да прифати измени на уставот и да не бара гаранции, со оглед на тоа што досега Македонија смени име, знаме, банкноти, па само што завршивме со условувањата на грците, се јавија бугарите. Можеби Македонија треба да размисли за можноста да биде дел од пакетот земји од втора лига, кои што добиваат брз пристап кон ЕУ. Дали Македонија треба да прифати таков модел и што тоа значи за еднината на европската интеграција? Дел од експертите се децидни, а ако сме дел од единствениот ЕУ пазар, оваа можност не треба да се пропушти. Доколку на маса во тој предлог биде ставен, но целосна интеграција на Македонија во единствениот пазар, Македонија тоа треба да го зграбчи, да го прифати и да биде една од земјите предводнички на овој процес. Доколку тоа не биде ставено на масата, доколку тоа наликува нешто на оној диалогот на високо ниво што го навести Штефан Филе, тогаш тоа не вреди да се прифаќа, односно треба да се одбие со индигнација. Сепак, додека кај нас се зборува за европската иднина, светот не мирува. Европската унија се соочува со безбедносни и енергетски проблеми, а новите тензии на Блискиот исток ја прават ситуацијата уште понеизвестна. Тензиите меѓу Иран и Израел повторно го креваат влогот, што може да влијае и врз цените на нафтата, струјата и храната. Во вакви услови, стабилноста и дома и надвор станува најважното прашање. Повторно сме назад во студио, како што најавив од самиот старт. Тука со мене се универзитетскиот професор Јове Кекеновски и новинарот и коментаторот Цветин Чилиманов. Добро вечер. Ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Добро вечер. Благодарам за поканата.
Како што ја кажа во самата најава, не можеме да го избегнеме она што е најактуелно, односно војниот напад на Израел и САД врз Иран, и веќе претпоставувам дека тоа станува и она најважното прашање, безбедноста наша, безбедноста на цивилите во светот. Па ме интересира пред да почнеме да зборуваме за домашната политичка сцена која што навистина се тресеше изминатиот период, изминатава недела. Може на кратко еден близ одговор од двајцата очекувам, кој сака нека прв почне. Што мислите? Колку ќе трае? Дали она што го кажа американскиот претседател можам да го решам ова за неколку дена или можам да го решам на долг рок? Меѓутоа, како што гледаме од ден на ден, од викендов почна, се разгорува ситуацијата. Па да, очигледно е дека двете страни се подготвувале за овој конфликт со децении. Од една страна САД и Израел да вистина имаат неспорна надмоќ во разузнавањето, во можноста да погодат цели во Иран, да губиат водачот на државата во првиот ден од конфликтот. Од друга страна, очигледно дека Иран си има подготвувано интензивно, стратешки лоциран, така да може да направи многу голема штета по американските интереси и светската стабилност. Извинувам, само кратко во мене така подобро те следам. Со оружја кои што не се многу софистицирани, значи не мора тоа да бидат не знам какви проектили за да погодат танкери во Ормудскиот теснец или да погодат американски воени бази во близината. Иран има големо искуство во војната во Украина, каде што учествуваше заедно со Русија во создавање или користење на ефтини беспилотни летала кои што можат огромна штета да направат, а за да бидат соборени пак е потребен скап, комплексен противракетен проектил. Така да видовме дека Иран го преживеа тој првичен удар, иако застрашувачки, нели, со убиството на државниот верскиот водач на државата, кој знае колку министри, генерали и така натаму. И гледаме дека се уште успева координирано да возврати, да го погоди Израел, да погоди некои интересни избори на бази како Кипар, Дубај и така натаму. Така да, денеска се отвараат берзите во САД. Нафтата, рипа цената. Ќе видиме политичката цена која што ќе треба Трамп да ја плати за ова. Ова е крајно непопуларен чекор во неговата политичка база. Веќе имате неколку американски војници убиено, иранците во нивните возвратни напади. Базите да се евакуирани, да речеме, тие војници си имаат распоредено по хотели, по стамбени згради во близина на војните бази, каде што биле кои што сега Иран ги погодува. Така да, навистина, веројатно ќе зависи од тоа колку Иран е подготвен да издржи удари, но и Трамп да издржи политички притисоци кои што ќе дојдат од падот на очекуваниот пад на берзите и од евентуално поголемите, побројните жртви на американските војници во регионот. Професоре, вашиот став? Па, навистина е неблагодарно да се прогнозира што би се случило или што би очекувале во наредниве денови. Факт е дека Соединетите американски држави заедно во содејство со Израел има еден ограничен цел и ограничен напад. Тоа го реализира мощно и експресно, при што го обезглавија политичкото раководство на Иран. Меѓутоа, гледаме дека Иран не се предава туку така, туку им нанесува сериозни штети, и тоа не само на американците, туку на сите оние држави кои што на некој начин се во добри односи или пак имаат на својата територија одредени бази на Соединетите американски држави. Сметам дека и Соединетите американски држави и Израел не го очекува овој тврд отпор на Иран. И од тука може би се изненадени, меѓутоа сигурен сум дека ќе се консолидираат брзо, ќе ги зајакнат своите напади и мислам дека ќе бидеме сведоци дека за кратко време ќе заврши со пораз сигурно на Иран. Меѓутоа, од друга страна, па не ги знаеме и потенцијалите на Иран, бидејќи долго време се спекулираше дека тие имаат и руско, посебно имаат кинеско оружје. Впрочем, во една изјава дури и кинескиот претседател така остро реплицираше на една изјава на Трамп, така да тоа останува да видиме
што понатаму. Факт е дека го пореметија мирот во светот. Факт е дека ќе имаме одредени последици кои што би било добро да ги трпиме што пократко време, да дојде нели до пораст, меѓутоа од друга страна да дојде и до примирие за да се стабилизира економската и целокупната и безбедносна ситуација во овој сегмент. Од друга страна, сметам дека нема да остане само на Соединените Американски држави и Израел. Доаѓањето на Руте денеска, ако се точни информациите дека денеска се бомбардирани нели делови од територијата на Турција, од една страна, од друга страна и некој британски нели објект е бомбардиран. Сигурно и тие дека нема да бидат со скрстени раце, а од друга страна сите довчерашни сојузници или блиски пријатели нели на Блискиот Исток, почнувајќи од Обединетите Американски Емирати и сите оние други држави, сметам дека ќе дадат повеќе поддршка на Соединетите Американски држави отколку на Иран во целокупната оваа ситуација. Така. И него сигурно крајната целта да се смени раководството во Иран, тоа е основната нели поента за да дојде едно ново современо демократско раководство кое што би било со западно, така наречени западноевропски вредности и кои што би било повеќе во една соработка со не само Соединените Американски држави, туку и со останатиот западен свет. Да се вратиме дома, ние имавме навистина интересна недела, ни се врати бегалецот Грубек, изборуваме и за тоа начинот на кој што се врати домашниот притвор, пинг-понг, мечот меѓу институциите, лавината реакција од јавноста зашто е во куќа не е зад решетки, станува штета нели од 8 милиони евра и така натака. Меѓутоа, пред да го отвориме тоа прашање, јас би ве прашала, Груби беше во коалиција 7 години. Тој навистина знае многу. Што ако проговори? Кого ќе повлече со себе? Дали мислите функционери на СДСМ, функционери на ДУИ? Кој е следен по Груби? Неспорно е дека тој беше прв вице-премиер, функција која што беше измислена специјално за него од страна на Зоран Заев. Во период кога ДУИ доби без преседан моќ, влијание, власт врз државата, врз владата, која што нели СДСМ упорно отстапуваше се повеќе и повеќе од моќта од власта на која што типично нели има најголемата партија во коалицијата, македонската партија во коалицијата. СДСМ кој што вие денови нели обвинуваат дека за никакви, не знам какви сделки договори со Артан Груби, кој што само по себе нонсенс, бидејќи да имало некаква сделка, таа сигурно би подразбирала дека Артан Груби ќе му се дозволи да остане во некаков комфорен екзил во Косово, Албанија, некаде каде што би бил безбеден и не да се враќа сега во Македонија. Меѓутоа сигурно е дека има зошто се врати. Навистина знае многу. Може би е осомничен за овој предмет, меѓутоа може би во некои други предмети ќе биде и заштитен сведок, каде што ќе може и нели повеќе народски да кажам ќе пропее. Па на некој начин ќе се договори, ќе стане соработник нели на правдата, ќе се договори со правосудните институции и ќе им даде работа за еден куп да кажеме други предмети. Сигурно има зошто се вратил. Тој беше вице-премиер на Заев и на Ковачевски, беше десна рака на Али Ахмети. Во време на неговата неспорна моќ во владата, СДСМ му дозволија практично го дадоа најголемиот инфраструктурен проект во државата, договорите за Бехтал, за автопатите Бехтал, од Министерството за транспорт и врски го дадоа на Артан Груби да го преговара, да ги води тие преговори, тоа се милиарди и милиарди во таа сделка. Го користеа како алатка за буквално понижување на македонскиот, да речеме, патриотски дел. Значи, беше користен со неговата група навивачи од Скопје, шверцери, како се викаат, да крши споменици по Скопје, да го демолира МНТ стадионот, откако претходно беше нели учесник во натипачка на Кала, значи беше и политички и економски беше практично меѓу првите луѓе во владата, беше неспорен. Професор, што мислите вие? Дали ќе повлече? Кој ќе биде следен? Јас, како легалист и легитимист, би бил среќен и би бил задоволен доколку се реализираат нели овие ваши предпоставки, меѓутоа со оглед на судството такво како што ние, јас сум песимист.
Кога говориме за Артем Груби, ние мораме да знаеме дека тој, мислам сите знаеме дека тој не е случајна личност, не е маргинална личност, тој долго време, па 10 години е центар на политичката моќ во Република Македонија, кој што управуваше или учествуваше во управување или контролирање на клучните процеси кои што се одвива во Република Македонија, посебно за време на владењето на Социјалдемократскиот сојуз. Јас имам една девиза, ако бил чист, тој немал апсолутно да бега. Секое бегање од пред лицето на правдата остава сомнеш дека не сте чист. И оттаму после 12 или 14 месеци вие да се вратите и да се вратите како победник, да ликувате дека сте го надмудрили или сте се договориле под наводници нели со судството и со обвинителството, навистина е трагикомедија за една држава. Меѓутоа да се разбереме. Артем Груби тоа не можел да го прави сам. Зошто не можел да го прави? Иако бил зошто не можел да го прави сам, бидејќи како вице-премиер тој имал одредени овластувања. Меѓутоа, факт е дека во времето на Социјалдемократскиот сојуз, а и претходно одреден период, албанските коалициони партнери, владата ја чувствува и ја практицира како двоглава извршна власт, како бицефална извршна власт. Сетете се на зборовите на одреден број на министри кои што му им велеа на поранешните премиери: ние одговараме пред нашиот лидер, а не одговараме пред вас. Оттаму е слабоста на системот која што дозволила. Меѓутоа, ако тој во време на мандат на Заев, во време на мандат на Ковачевски си добил толкова слобода од страна на премиерите, тоа укажува најнапред дека тие или свесно му дозволиле да управува, односно под наводници да коуправуваат со одредени секој во одредена област, од една страна, а од друга страна можеби свесно замежувале пред тоа за да ги задоволат своите можеби лични, можеби партиски интереси, меѓутоа никако државни интереси. И од тука првите луѓе мора да сносат одговорност. Ако му дозволиле, зошто му дозволиле? Ако замижувале пред тоа што се случувало, знаеле тоа што се случувало, бидејќи голем број на одлуки морале да бидат донесени на седница на влада. И таму морале министрите не да се солидаризираат, туку ако видат неправилности да реагираат и да се оградат од сето тоа, и немало да има едноставно таква одлука. Дозволете само оттаму одговорноста не може да биде само на Артем Груби и мора да оди по вертикална основа. Тука, значи, мора сериозно да се позанимава и обвинителството, и судството, да ја пронедат каде лежи клучот. А клучот лежи очигледно во некоја организирана или пак свесно премолчувани ексцеси кои што се правеле во владата, во извршната власт во Република Македонија. Да сумирам, ќе повлече или Заев или Ковачевски. Па јас, знаете што, јас сметам дека обвинителството не сме да воопшто замижува, односно да не ги повика во прва фаза како сведоци, а во друга да го испита како е дојдено до сето тоа, а од друга страна доколку постојат сериозни не сомневање, туку факти, индиции, нели, докази доколку постојат, сигурно дека ќе треба да одговараат и сите оние кои што биле вклучени, најверојатно се вклучени можеби и други од подолниот ешелон, меѓутоа поентата е да одговараат сите оние кои што биле вклучени, кои што ги направиле овие злодела. Покрај министерот за правда кој што реагираше во однос на куќниот притвор за Артем Груби, имаше лавини реакции во јавноста, просто неверојатно, народот беше зачуден како тоа може за штета од 8 милиони евра некој да оди во домашен притвор. Симптоматично е тоа што тој самиот се појави на граница спремен, шалци имаше на лисиците и така натака. Вие, професор, имавте еден статус во однос, како да кажам, критика на новата членка на Судскиот совет Јошевска Танасовска, која што се дрзна да му одговори на министерот дека одлуката за куќниот притвор ја носи само обвинителот, незаконски е, нели Судскиот совет нема што да постапува, ниту пак судијата на претходна постапка, ниту пак Судскиот совет може нешто да одговори. Сега, според мене, пред да ќе ви дадам простор, ќе се изјаснете, сепак Судскиот совет и Советот на јавни обвинители се две тела највисоко во судскиот систем и ако ништо друго, кога јавноста реагира, според мене должни се
да го образложат, еве да кажеме одлуката на обвинителот или да речат ние ќе провериме, ќе нели тоа зашто инаку постојат. Не се само да дигнат рака, бираме, разрешуваме суди и обвинители. Која им е нивна основна, не знам, дејност, ако не ги проверуваат нивните суди, нивните обвинители? Така, да. Па ние долго време се судираме со непринципелно однесување и работење и на Судскиот совет и на Советот на јавни обвинители. Меѓутоа, јас ќе потсетам јавноста дека еден голем број од членовите на Судскиот совет имаат изгласано интерпелација, што значи дека од највисокиот законодавен дом, од представничкиот дом на граѓаните, тие имаат изгубено довербата. И во една нормална, во една демократска држава, тие не треба да чекаат веќе да заминат туку некој да ги тера да заминат, туку едноставно со самото изгласување на недоверба тие веќе треба да бидат сменети. Меѓутоа, зошто владата, односно институциите останати замолчаа, мене не ми е јасно. Од друга страна, јас му честитам на министерот за правда што реагираше прво експресно, а второ мощно стручно во овој сегмент и веднаш укажа дека повика да си ја вршат својата работа и Советот на обвинители и Судскиот совет, а од друга страна беше навистина дрско, безобразно, како другачие би кажал, самата изјава на член на Судскиот совет, иако е тоа нели Facebook статус, сепак е веродостојна изјава, која што на еден дрзок начин не смее, тој и тоа потенцирано со големи букви, не смее да одреди мерка притвор. Што не е точно, апсолутно. Се работи за едно, би рекол, обид да се обезвредна дел, односно да се дезавуира јавноста од една страна, од друга страна да се даде едно поинакво толкување него што е суштината на таа одредба во Законот за јавно обвинителство, бидејќи е многу јасен. Многу јасен, посебно, поготово што бегалецот кој што се вратил пред да биде распишана потерницата, очигледно со одредени негови лични сознанија, тој добил информација дека веќе има распишано потерница и дека е одредена мерка притвор. Значи, досега не се случило, немало таков преседан кога ќе се врати бегалец. Посебно бегалец после 14, колку 16 месеци беа, логиката, правната логика, сите кои што учеле малку право мора да употребат и правна логика. Не мора да биде се кажано во законот, бидејќи тоа се подразбира. Значи, со самото тоа, бидејќи веќе има одлука на истражниот судија кој што одредил мерка притвор, тој требаше едноставно само да влезе во притвор. Доколку има нови сознанија обвинителот, тој требал повторно да му ги презентира на судијата, па судијата повторно е тој кој што ја донесува на крај одлуката. Значи, вие не можете да го избегнете судија или да му наредувате на судијата како ќе постапи во една... И тоа е еден сериозен преседан кој што остава длабока трага, уште подлабока трага во начинот на кој што функционира судството и оттаму недовербата да е 2%, туку минус 2000% и повеќе. Значи, имаме недоверба, страшна недоверба. Мислам, во ниту една држава нема таква недоверба. Затоа и на самиот старт на прашањето реков пинг-понг мечот меѓу институциите, заради тоа што обвинителството се согради, имаме белешки од АНБ, потоа имаш информација дека станува збор. Да, ние немаме информации, знаете, слушаме. Без разлика, сепак како Совет на јавни обвинители, барем нели како на високо тело, нивна обврска е да речат да формиравме комисија, проверивме, вака и вака сензитивна е темата, заради тоа е тоа одлуката, не само да соградат, тоа не е наша надлежност, ние постапуваме по жалба. Да, тоа беше уште потрагично и јас реагирав со еден мој Facebook статус, чинам дека и дел од медиумите го пренесоа, тие рекоа ние не вршиме надзор. Значи, јавноста и праксата не бара да вршат надзор, туку да постапат согласно за нивните надлежности, односно да утврдат дали постои одговорност кај субјектите кои што учествувале во целокупната одлука, кај обвинителот дали правилно постапил. Тоа побаравме од Советот на јавни обвинители и бара јавноста, а тоа го побарува и законот. Зошто не постапија е документ, тоа е доказ повеќе дека тие навистина функционираат на дневна политичка основа. Само кратко денес оваа информација ќе ја кажам, Сдруженијето на суди поднело иницијатива до Уставниот суд, тие се жалат, им биле замрзнати платите со последните измени на законот за
плати на судиите на ова што го зборуваме доверба од 2%. После ова се што се случи можеби ќе биде и уште Треба да се врзат помала. платите со процентот на доверба што го имаат, коефициентот. Па да, ако така почнат математички да се пресметува, најверојатно и самите ќе си поднесуваат оставки затоа што Но од друга страна во моментов имаме ситуација дека имаме неспорен триумф на правната држава со тоа што извршен одреден формален, неформален притисок врз него да се врати во Македонија. Ние знаеме дека од Косово често пати се случувало навистина да ги снема осомничените и тоа за сериозни дела. Така да до сега имаме еден голем успех и навистина во права професорот што вели дека бегалец година дена од правдата апсолутно морало да заврши во притвор, но исто така како што рековме се работи за потенцијален сведок против двајца премиери и против лидер на партија кој што кариерата почна како терористички командант, кој што учествувал во сделки вредни милиарди, а е обвинет за милиони. Така да не е толку и надвор од умот дека навистина се соочува со сериозни безбедносни предизвици. Има и опции, има и решенија на не знам, сведоци со изменет идентитет, нели навистина да не мора сепа сите да знаат и каде е сведокот. Ќе видиме, значи се надам дека за кратко време ќе видиме. Со судството исто така актуелно е и конкурсов за нов државен обвинител. Македонија наскоро, најверојатно за една седмица до 2 би требало да имаме нов државен обвинител. Ги знаеме кандидатите, оние што го поминаа филтерот на Советот на јавни обвинители, овие за кои што зборувавме. Познати се на јавноста, претпоставувам дека ги знаете кандидатите, да не ги именувам јас. Ме интересира ваш краток коментар од двајцата, што мислите, што ќе направи новиот државен обвинител? Па јас не сум оптимист дека може нешто да направи со оглед на фактот дека така е воспоставен начинот на избор согласно законот за јавни обвинители, кој што едноставно не дава да се изберат личности, кредибилни личности за таа позиција, бидејќи постои една одредба која што вели дека за јавен обвинител може да се кандидира само човек кој што работел во судството непрекинато 10 години или во обвинителството 10 години. Имајќи во предвид она што го спомнавме, довербата, начинот на кој што функционираше судството, јас не гледам некој судија или обвинител кој што одскокнува па да има, да речеме, 50, 60, 70% доверба во јавноста. Тоа се истите луѓе кои што може би се менувале на одредени позиции во вишето, во основното, во обвинителството за организиран криминал или пак на позиции во судството од основен преку кривичен па до апелација и така натаму. Така да сите тие меѓу себе се знаат, од една страна има се повеќе информации излегуваат начинот на кој што постоje одредена спрега помеѓу одредени суди и обвинители, помеѓу обвинители и обвинители, впрочем самите обвинители излегува и да укажат на одредени аномалии со кои што се случуваат во својата работа. И оттаму ние не можеме да имаме, можеби овие се четворица најчестните, најчистите, меѓутоа факт е дека тие влегуваат во цела таа групација која што досега индиректно и директно придонела за да биде судството. Да, меѓутоа како ќе избереме државен обвинител? Ако не од редовите од судиите обвинители? Јас ќе одев на друга варијанта, каде што би назначил ВД јавен обвинител, додека не се среди законската регулатива, каде што ќе имаме поголема можност да одбереме независна, кредибилна, објективна личност која што има свој дигнитет кој што едноставно нема наподлегнува на притисоците од политичките партии и од другите политички и други фактори во држава. Измени во сега имаше во законот за јавно обвинителство да се прошири кругот, да не влегуваат само оние со стаж од суди обвинители, значи адвокати. Па знаете, праксата покажа дека во минатото начинот на кој што бира обвинителите можеби не беше наидеален, меѓутоа не беше на ова дереже јавниот обвинител да има таква недоверба, бидејќи сите претходни обвинители, зборам последниве тројца, четворица, претходните имаа поголем кредибилитет во јавноста. А не беа избрани од редот на судиите или обвинители, го бираше собранието на Република Македонија. Да, ситуацијата е крајно лоша, нели сведочењето на обвинителката Кадрију тоа го потврдува, значи посведочи жената како директно партиски лидери Заев, Шекеринска, седала со Кати Цјарнева, односно не со Кати Цјарнева, со
другото со ленче и со... Така, доаѓале во бубарски. СЈО, носеле кути. Да, овој ќе го обвините, ова ќе биде ова ќе го сметате како доказ, ова нема да биде доказ, така да ситуацијата е катастрофална. Има некое мало придвижување во последен период, да речеме овие истраги за фармите за марихуана кои што добија, не знам, 40 и кусур лиценци во времето на Заев. Тоа е охрабрувачки сигнал, значи тоа е нешто што јавно се зборуваше во целиот регион, не само во Македонија, дека има страшни злоупотреби во таа индустријска гранка, да измислија дека економијата ќе ја базираме на шверц на марихуана. Еве гледаме дека има некакво предвижување, има некои сериозни истраги за перење пари за даночни измами од па и против суди. Не е доволно, значи навистина има десетици и десетици високопрофилни предмети кои што треба да се истражат, кои што Коцевски не ги истражуваше. Нешто малку има некое предвижување, но само на тој начин ќе може да сумираме оптимист, песимист. Професорот не е оптимист. Доколку немаме измени на законот и да прошириме кругот. Чекорите кои што се превземаат и начинот на кој што повторно ќе се избира не ми даваат за право да бидам. Може би нешто ќе се смени, не велам дека сум крајен оптимист, може би нешто ќе се подобри, меѓутоа далеко ќе биде од посакуваното и од нормалното ниво. Ни треба години и години за да дојдеме до едно нормално ниво и да дојдеме до еден кредибилен јавен обвинител. Тоа се однесува и на судиите, не само на јавните обвинители. Целокупно целиот судски систем, точно. Сведочењето на поранишната обвинителка од СЈО, Кадриу, тоа е јавно, нели сите. Еве пред исто така и со Жан Митрев, случајот каде што нели јавно говори дека екс-функционери од СДСМ притискале, сакле да земат болницата и така натака. Исто така имаме информација дека купишта на предмети од висока корупција од поранешната власт седат во фиоките. Месеци наназад ништо не се случува. Според вас, дали новиот државен обвинител ве треба од таму да почне? Ајде барем од оние што се јавни. Имаме некои кои што барем да провери, можеби нели не е така, секогаш приказно има две страни, меѓутоа да провери дали навистина таму имало камери, таму имало најверојатно и други сведоци, постојат записници, ги предавале Заев бомбите или доказите, имаат ли записник, нема. Тоа се проверува, значи не е тоа нешто што може веднаш да се демантира или да се отвори истрага и да рече да, не е така. А зошто би морало да чекаме да дојде нов јавен обвинител кога има можност да се постапи? Имаме ние сега веде. Сега имаме веде јавен обвинител, си има обвинители кои што функционираат, зошто не постапуваат и сега? Може би постапуваат, ние немаме информации. Факт е дека СЈО беше воспоставено како една институција, параинституција би рекол, со цел да дојде до спечување на селективната правда, од друга страна како ако можем, требаше да биде некој символ за против селективната правда, е така можам да кажам, или како гаранција за независноста на обвинителството. Меѓутоа, видовме во која крајна граница и оттаму овие изјави без разлика дали се точни, дали се полуточни или се целосно точни, сегашниот обвинител, сегашната постава мора да определи обвинител кој што ќе треба да почне да работи, а не да го чекаме. Бидејќи сериозни се обвинувањата, ние сега кога се навраќаме на нас, тогаш сме ги немале овие информации, меѓутоа факт е дека не функционирало така како што треба, дека очигледно се продолжила со тоа селективна правда, па што е уште пострашно со директни политички налози, колку што слушнавме од највисоките раководства кои што биле алфа и омега во тој период, управувале со целокупната власт, имале таква моќ. За жал тогаш ниту меѓународната заедница не ја согледа таа ситуација, па дојдене до овие злоупотреби да отварате процеси против дури и невини луѓе. Гледаме дека се многу луѓе беа ослободени од една страна, меѓутоа поминаа по 6-7 години низ судските лавиринти. Од друга страна да отварате процес против луѓе кои што ви се политички непријатели на кои што лично сте му се замериле, или да отварате процеси против некој бизнисмен
Се со цел да го изрекетират. Тоа го слушавме сиве овие години и оттаму нема место за чекање на нов јавен обвинител. Што мислите двајцата за бонусите на СЕО? Веќе имаме, обвинителство за организиран криминал, 2 пати ја носи истата одлука, вели тука нема индиции за истрага воопшто, значи се е законски, без разлика на извештајот на Државниот завод за ревизија, кој што упатува дека незаконски се делеле хонорари, значи станува збор за 4,6 милиони евра народни пари, тоа се навистина многу пари. Да, тоа е пример на сложни попови, нели, обвинителите меѓу себе се чуваат, се штитат да не им се чепне во тоа што има најважно, очигледно најважно им се бонуси, рекети, злоупотребата на моќта за политички цели. Во минатото беше практично само одработување за да се доведат во ситуација да можат да се нафатираат очигледно. Така да, и како што кажа професорот, меѓународната заедница не е дека го дозволи тоа, туку напротив го бараше, инсистираше. Да, имаше други проблеми со кои што се бараше тоа да се спроведе за да се остварат големите политички проекти кои што ги има зацртано, да се смени името, да се обезличи државата, а извршителите на овие проекти нормално си зграбчија шансата за да се обогатат. Жално е што слушаме дека се делеле такви баснословни хонорари во висина на еден стан дополнителни мимо високите плати. Жално е навистина да се случа во оваа безпарица како некој дајте да го потрошиме буџетот, да изнајдеме начин како побрзо да ги потрошиме парите. Да, тие пари сме ги дали да функционирате, не сме ги дали да ги зголемувате вашите хонорари и вашите, бидејќи вие сте платени од државата и тоа сериозно, дебело платени. И оттаму срамно е што разговараме за една ваква ситуација, каде што уште дополнително оние кои што треба да оценат се во горе-доле се солидаризираат со своите колеги, не сакаат да ги етикетираат. Впрочем, јас го слушав и јавниот обвинител Хајрулаков, кој што прв укажа на тоа, меѓутоа за жал човекот заврши така како што заврши, сега едноставно се бори во адвокатската нели фела и очигледно нема да има разрешица на тоа, меѓутоа тоа не застарува и мора тоа докрај да се истражи и сигурно да се сноси одговорност. Пуште и највисоки оценки се даваат, значи една од представничките на сите овие злоупотреби и финансиски и политички, Ленча Ристовска, добива највисока оценка за кандидатурата за главен јавен обвинител од Советот на обвинителя, мислам. Па ја не ги знам, да, едногласно, оценките не ги знам, ама... на рака, точно и добија позитивна оценка од сите. Не е вулгарна, ако една споредба. Тоа ми изгледа како она народната Тимене Војвода, ја тебе Сердар. Идниот обвинител мора апсолутно да се... Сега да не продолжувам понатаму. Да почне од дома. Да. А за другите високопрофилни големи корупцијски случаи, очигледно сите водат до исто место. И марихуаната, и артан груби, и не знам, копањето јаглен, и Тетово, Дака, значи сите тие криминали водат очигледно кон исто место. Не мора сите од тие десетици големи корупцијски случаи да ги обравате, но навистина мора од следниот јавен обвинител расчистување дома и потоа одреден значителен број од најкрупните случаи кои што очигледно водат до истата група луѓе. Неделава излезе и вториот извештај на известувачот за Македонија Томас Вајц. Нема никакви изненадувања во извештајот. Она што го кажува веќе не знам колку пати до сега повторено, Македонија во застој поради уставните промени, нема реформи, владење на правото, борбата против корупцијата и така натака. Се отвара пак никако прашање во Македонија до кога ќе биде во застој ако немаме уставни измени, власта бара гаранции, бидејќи до сега сменивме име, сменивме знаме, банкноти, само што завршивме со грците, се јавија бугарите. Што ако завршиме и со бугарите, еве попуштиме на некој начин и сега можеби да се јават некој уште еден сосед. Каков е вашиот коментар во однос на извештај? Па, без разлика на дисонантните ставови кои што излегува во јавноста и нормално е нели опозиција, власт да различно гледаат на тоа. Јас сепак мислам дека горе-долу се работи за еден избалансиран извештај. Тој не кажува ништо ново што ние не го знаеме. Факт е дека тој кажува дека
не вели дека немаме напредок, туку не одат со задоволително темпо процесите во делот на владење на правото и во борбата против корупцијата. Меѓутоа, факт е дека се отпочнати во однос на минатото, на нивото на кое што беа. Сега имаме зголемена динамика. Впрочем, видете Министерството за внатрешни работи како функционира, колку кривични пријави, колку кривични дела се открија во содејство, нели, со дел од надлежните јавни обвинители. Тука имаме чекор. Меѓутоа, можеби тој чекор, и јас се согласувам дека не со тоа темпо би требало да оди уште побрзо. Меѓутоа, како да оди побрзо кога имаме внатрешни пречки? Ова сето што го говориме. Од друга страна, тој јасно кажа дека Европската унија мора да биде поодговорна кон Република Македонија, бидејќи таа треба да ни даде гаранции кои што ние ги бараме, за да не се кочи нашиот напредок. Факт е дека ние сакаме да влеземе во Европската унија и мислам дека горе-долу е консензуално, ако не повеќе, барем 80% од граѓаните се уште сакаат да влеземе во Европска унија, меѓутоа факт е дека не можеме поради обструкциите и пречките кои што ги става нашиот источен сосед, би рекол со таа нивна шовинистичка политика, а од друга страна ние не бараме ништо, туку бараме само гаранции дека нема тие барање и понатаму да се мултиплицираат како што тоа го правеа си во ова време. И оттаму велам дека е избалансиран, укажува на одредени слабости на Европската унија и одредени наши слабости кои што треба, нели, да ги коригираме и на некој начин да се отпочне тој процес. Мислам дека може би требаше да биде подецитен во делот на условувањата кои што ги трпиме и во делот на барањето на уставните, односно владата што ги бара наши, нели, гаранции дека со промена на уставот ние нема веќе да ги трпиме. Тука требаше да биде подециден и јас го сметам за еден од послабите точки, токму тој се неконстатирањето децидно на целокупната оваа ситуација. Члиманов? Добре, веројатно не му се влегува повторно на Вајц во тој конфликт. Минатата година тој навистина направи обид да вклучи неколку забелешки во извештајот кои што се повикуваа на македонскиот јазик и националниот идентитет, кои што навистина ќе беа силна гаранција тоа што го бара владата. Многу посилна, да речеме, од нешто што СДСМ во минатото велеше дека го обезбедило. Не знам, тие се го покажуваат договорот за Фронтекс, кој што за граничната полиција, кој што бил усвоен на македонски јазик во Европскиот совет. Мислам, таа навистина беше. Ова ќе беше експлицитно посочување на македонскиот јазик и национален идентитет, но тоа беше поразено. Премногу време се остави во Европскиот парламент на бугарските европративници да се организираат против тоа и Вајц си лично трпеше закани, не знам, прозивки од самиот кажуваше дека е под сериозен притисок изложен поради тоа. Така да веројатно оваа година нема да се направи повторно обид со амандмани да се внесуваат такви одредби во извештајот, но добро е дека е формулиран така, ни вамо ни тамо, да остави простор за очекуваните, нели, други предвижувања во однос на евроинтегративните процеси кои што ги најавуваат дека е можно некој поинаков вид на членство кој што би било интересна опција ако навистина се реализираат. Ако ми дозволите само, мислам дека е интересно јас да го споменам ова. Во минатиот извештај, тој беше децидно споменат влијанието на српскиот свет, нели? А е се ова јас не го прочитав и добро е што не го прочитав. Очигледно дека тоа била тема за еднократна употреба во тој период, која што сега јас барем не ја видов, а не видов дека некој друг исто така ја коментираше како содржина на овој извештај. Освен СДСМ што го спомнувате. Не, тоа секој европратеник може да вметне нешто што му е... Не, беше во првичниот извештај вметнато. Сериозно влијание на српскиот свет. Ама ако еден европратеник 300% инсистира на една работа, другиве ќе го пушти. Се појави и прашањето и се јави дилема во јавноста. Можеби Македонија треба да размислува во друга насока, односно да е дел од така наречени втора лига на земји за членство во ЕУ и пакетот кој што заедно ќе биде ставен на маса на Украина, па можеби Македонија ќе може заедно со Украина и другите земји од Западен Балкан да отпочнат со преговори. Тоа е интересна најава. Ние знаеме од председателот Пендаровски кој што преди години кажа дека тоа им било понудено
и дека го одбила. Практично норвешко сценарио, Македонија да има статус како Норвешка, да биде целосно интегрирана во европската економија, со слобода на движење, со слобода на работење во Европската унија, со пристап до ЕУ фондовите, а да нема право на глас, комесар. Потсети ме зошто, имаш ли објаснување зошто е тоа одбиено? Сметале тогаш веројатно дека можеме да добиеме целосно членство, како што на пример еве и сега Црна Гора не се изјаснува за овој предлог, бидејќи сметаат дека се први, веројатно ние сме сметале тогаш, сме им верувале на Меркел, Макрони, кои се дека ќе не примат. Еве сега Црна Гора е воздржана, но на пример Албанија, која што да речеме втора во таа листа, самата најавува, самата практично вели, ние ова ќе го прифатиме утре. Дури има и заеднички текст Еди Рама и Вучич објавено, со кој што го прифаќаат ова однапред. Како практично второ рангираната земја и најголемата држава од кандидатките членки во старт го прифаќаат ова. И македонската влада генерално позитивно се изјасни за ова колку што гледаме, бидејќи тој пакет би бил правен по правила за Швајцарија, за Норвешка, за Исланд, но би бил правен пред се за Украина. И би требало да ги подразбира сите пристапите до сите фондови за обнова, за приближување на економијата на државата кандидатка со Европската унија. Тоа значи навистина сериозно зголемување на финансиските приливи од Европската унија во Македонија, инфраструктура, земјоделски субвенции, што се не може пластично, што добиваме ние всушност? Ева, ако ни се пристап до фондовите и пристап до европскиот пазар, да, и пристап до европскиот пазар кој што во моментов голем број македонски граѓани го остваруваат преку бугарски пасоши, би го имала практично интегрирани би биле во економскиот дел, во пристапот до фондовите и во слободата на движење, работење во Европската унија, односно голем дел од придобивките на полноправното членство. Сега, без право на глас и вето... Да, што губиме? Не би можеле... Знаете, секако дека членка со право на вето може повеќе да добие за себе, кога може, например, да блокира не знам, Романија може да блокира мерка која што е значајна на Германија. Нормално дека ќе седнат, ќе разговараат и Романија ќе добие нешто од тие преговори кога има право на вето, нешто повеќе од тоа што би следувало. Но, неле, посебно имајќи предвид нашата децениска агонија во интеграцијата, ова мислам дека е навистина солиден. Дури Томас Вајц во еден од нашите медиуми не га исклучи ова можност, не отфрли да кажеме да потврди дека нешто се зборува. Нешто се зборува, меѓутоа се уште не конкретно што, меѓутоа да. Знаеме од Еди Рама и од Вучич, кој што јавно први, сам Еди Рама прв излезе, се откажа од еврокомесар, каже еве Италија ќе не представува, например, ние може да кажеме, не знам, Унгарија, Словачка, да не представува. Може, например, дел од договорот да биде, ако, например, Словачка има комесар за, не знам, за која дејност, за индустријско производство, да речеме, еден од подкомесарите да биде македонски представник. Мислам, би било во реди некој такво решение. Што мислите, треба ли Македонија да влезе во таа така наречена втора лига на земји да го прифати? Па да, мислам дека да, бидејќи вака да се разбереме, целта на Македонија мора да биде рамноправно и полноправно членство во Европската унија. И Република Македонија не смее да прифати една трајна политичка категорија со помал статус во Европската унија. Меѓутоа, од друга страна, мораме да бидеме прагматични, ако ова го гледаме и ако ова е гаранција за една постепена интеграција, каде што би се со тек на времето би се елиминирале одредени слабости, проблеми и пречки кои што стојат на патот на сите овие држави, сметам дека сериозно треба да го прифатиме. Меѓутоа, мораме да водиме сметка овој времен статус втора лига да не стане трајна категорија. Ако стане трајна категорија, тоа наистина не сме завршила работа, тогаш ќе се вратиме повторно на оние циклични кругови кои што ги предлагаше Макрон своевремено. Што значи едноставно ова втора лига треба да биде времено додека не ги исполниме сите услови, додека не ги усогласиме сите поглавја. Меѓутоа, во време на оваа прва фаза, ако можам така да речам, треба, се согласувам со тоа што го кажа Нели Чилиманов, дека треба да имаме поголем пристап, позабрзан пристап до европските фондови, до европските програми, да е можно што е побрзо слободно влегување и излегување, да немаме
проблеми со визите, да не, значи на некој начин слободна трговија на стоки, услуги и луѓе. Значи мораме да се разбереме, членството во Европската унија не е само геополитички процес, туку тоа е и вредносен процес. Кога говорам вредносен процес, мислам дека секоја она држава која ќе ги исполни условите, ние имавме политичка одлука кога и Румунија и Бугарија беа примени во Европската унија со никакви исполнети критериуми и услови. Ова јасно укажува да сериозен прогрес не само на Македонија, туку и на останатите држави, некоја понапред, некоја подалеку, и ако така го сватиме како една преодна фаза, чинам дека ќе постапиме мощне, прагматични и мощне функционално, за да можеме на некој начин што побрзо да дојдеме до тој некој наш сон кој што сме го зацртале сите ние во нашата држава. Ви благодарам и на двајцата што го прифативте учеството во емисијата. Почитувани, се надевам дека го задржавме вашето внимание. Со мене се гледате наредниот понеделник во 22:30 часот со нова тема и со нови гости. До тогаш останете со програмата на Алфа.